18 години љубојна на сцената во Македонија, едни од предводниците на етносцената кај нас. Денеска заедно со мене Вера. Вера, здраво. Здраво, живо. Добре дојде ова добро ве најдов сите вас и вашите гледачи. Поводот за денешното гостување е концертот кој што ќе го правите на 1 февруари во Македонската филхармонија, заедно со Емин Џијан. Чија беше идејата за соработката? Ваша или негова? Како се најдовте? Заедничка, спонтана идеја, долго време ја размислуваме, разговараме околу тоа и дојде момент кога таа беше близко до нејзината реализација, кога сите рековме, окей, сега правиме. Џијан има еден таков убав весел дух и тој некако супер не повлече во таа идеја што побрзо да реализираме и поводот пред се е музика, која што ние доаѓаме до точка кога сакаме да се размениме, кога сакаме нешто тоа да направиме и веројатно тоа е најинтересната поидовна точка од која би тргнал еден музичар. Каква енергија внесе тој во музиката на Љубојна? Сосема нова и тоа и беше идејата. Затоа што помина еден долг период кога ние работевме пред се концерти од нашите последни 2 албуми и тој период некако си дојде до една заокружувачка фаза, после која што ние застануваме пред еден нов различен почеток, нова творечка потреба, нова креативна потреба и тука е нашата спојка со Џијан и неговата енергија, затоа што мене лично и воопшто заедно со Оли нас ни е страшно инспиративно да чуеме како звучи Љубојна во туѓите уши, како звучи оркестрирана, аранжирана, како звучи преку идејата на Џијан Емин, што значи целосно му ја доверивме за тој да изгради еден израз и да направи нова форма од нашата музика, од нашата музичка идеја. Што ќе понудите на публиката овој пат на концертот? Заради тоа што имам впечаток дека сите ваши концерти низ годините се различни, секогаш нудите нешто ново и мислам дека публиката и очекува да види нешто поинакво од Љубојна на сцената. Тоа е убавото. Тоа е убавото и така си ја научивме, нашата драга публика и сите наши фанови, дека секој пат кога се ближи концерт на Љубојна, ќе има нешто ново, ќе биде изненадување, тогаш е момент прв пат да си размениме музиката, тогаш е најдобар момент да си кажеме што имаме, да си изразиме љубов, да заедно да си направиме заедничка вечер, нели? Нова музика, во која што е делумно авторска, во која што за прв пат ќе има мои текстови, која што не е чуена, музика која што постоела во нас, која до сега не е објавена, не е отсвирена на концерт, што значи ќе има многу новини. Се надевам дека тоа на публиката ќе и се допадне. Мене лично многу ми се допаѓа, од се она што чув сум енормно воодушевена. Се надевам дека овој амбиентален простран звук кој јас го слушнав и во моментот го доживувам низ пробите, дека ќе се пренеси на публиката и дека ќе и се допадне. Во приказната за настанувањето име Љубојна имате раскажано неколку пати, велите тоа е од зборот љубов и од зборот бој. Каква боја е љубовта? Интересното е што има различни толкувања и тоа го збогатува овој символ, што значи Љубојна, љубов и бој како борба. Меѓутоа, кога веќе прашавте, Љубојна чинам дека цел спектар го покри сите овие години, затоа што патува од нијанса во нијанса и ги опфаќа сите крајности, затоа што ова не е една романтична музика, ова е една музика кој има жестината на овој живот, истовремено елеганцијата на најнежното можно суштество, што значи ги носи сите бои, сите карактери, носи различни емоции, чувства, опишува различни приказни, спојува млади и стари, раскршува граници, бариери, старо, ново, отвара нова приказна, нов прозорец.
мислам дека допрва тој прозорец, допрва таа новина некако уште повеќе и повеќе ќе пушта корења на оваа наша сцена, се што значи културен пресврт, нов културен бранд кој што ние го донесовме пред години, кој што потегна сосема други нови идеи кај други музичари, што значи тоа е едно огромно тркало кое не престанува да се движи и кое што на моменти звучи шербетно, на моменти звучи зелено, сино, на моменти виолетово, на моменти црвено, на моменти жолто, секако звучи. На почетокот кажав дека 18 години сте на сцената, значи веќе сте полнолетни. Дали од моментот кога ја создадовте љубој на сите оние идеи, желби што ги имавте, целата таа мотивација за создавање музика, дали мислите дека досега исполнивте голем дел од она што сакате, иако нели продолжувате и понатаму, дали се реализиравте? Значи, јас имам хепи чувство во мене, во смисла, јас сум задоволна од тоа што сме го постигнале. Воопшто со Оливер често си го споделуваме тоа не значи дека тоа е завршена една задача, затоа што творецот секогаш пред него има нови и нови прашалници, што значи штом има нови работи за учење, нови работи за правење, реализацијата не е до крај завршена, таа продолжува и продолжува. Меѓутоа, она што било почетна идеја, како мисија на љубовна, како музичка идеја, таа е веќе ја дала својата база и тоа многу силно во ова поднебје и тоа како ме прави среќна и задоволна. Вие низ годините и созревавте музички, вашиот звук? И личносно, и музички, и секако, и како родители, и како сценски луѓе, и воопшто индивидуално во музиката, низ музиката. Поминавме многу фази ние. Снимивте 9 албуми до сега, последниот издаден пред околу 2 години. Да. Дали работите на нова музика, дали е време полнолетството да го заокружите со 10-ти албум, нешто ново да ја понудите на публиката? Еве новата музика. Оваа музика за која што зборуваме ќе биде нова музика и музика меѓу другото и концерт кој што ќе се сними и претпоставам ќе има барем, планираме и во преговори сме да има свој носач на звук. Та се уште се разбира, не можам да го ветам, да го објавам, меѓутоа тоа е нашиот план. Концертот ќе биде снимен, што значи веројатно ќе има и свое DVD издание, исто кое е во план. Нели? Се зборува за работите непосредно пред да се случат, некога се планираат. Меѓутоа, да, бидејќи ова е еден ексклузивен настан, затоа што е една единствена средба на музиката на Љубојна со ваков голем оркестар, сосема поинаку аранжирана, сосема поинаку поставена, тоа значи дека и моето присуство на сцена таму ќе биде различно и воопшто просторноста и раскошот на музиката ќе биде сосема друг, многу поамбиентален, многу поширок и поголем звук и апсолутно голема желба наша е да тоа биде снимено и се стои на некаков носач на звук, исто така и како видео. Кога музиката во прашање, кој има последниот збор? Оливер или вие? Немаме таква комуникација. Немаме. Кој ќе предложи подобра идеја, кој ќе предложи подобра, кој во што е можеби подобар или кој на кого што му оставило, ние си ги делиме задачите. И често знам јас задачата на Оливер да ја превзем во момент кога тој не може и обратно, меѓутоа она што се однесува на најголемиот дел од компонирањето, аранжирањето и слично организација околу оркестар, тоа оставам на Оливер, а оној друг дел, ако треба да се напише текст, да се смисли нешто друго, да се даде идеја или можеби да се сето тоа околу концептот на сцена, можеби моето присуство, тоа е веројатно повеќе некако моја задача. А кој го има главниот збор дома? Главниот збор дома? Мама. Се знае. Барем така викаат моите деца. Некаде прочитав исто така дека дома сакате да уживате во тишината. Да. Дека дури тишината ви е инспирација, дека дури Добро во сте се автомобил не слушате музика, освен ако децата не побарат. Колкава инспирација ви е тишината? Па, знаете како, ние сме исполнети со музика.
секако сме исполнети со музика од утро до вечер. Ние кога друго работиме, што и во најтривијалната работа нас не се случува музика. И тоа некако несвесно е присутно во нас. И бидејќи толку многу работиме на тоа и на крајот на криштата и ушите, и увото е орган кој треба да се одмори, затоа што потребна е дистанца за да можеш одново да пристапиш со, ние викаме со јасни уши, со одморени уши, што значи за еден музичар голема работа е тишината. Можеби најважниот дел од се е тишината. Се разбира некој пати тишината низ музика. Музика која има многу воздишки, многу просторност во неа. Дали сте вашите деца влюбени во музиката на Љубојна? Па да, ти имаат многу интересни мислења и чувства во однос на нашата музика и си имаат нивни индивидуални асоциации, иако не се поштедени од сите видови на музика. Треба да ја знаат слушнат и да изградат свој вкус. Според мене тоа е најдобро и веројатно да слушаат што ние слушаме, кого следиме, кој ни инспирира, како размислуваме, како во нас музиката живее, затоа што сакале или не, родители сме и сме најблиските важни модели на воспитувањето на нашите деца. А дали го имаат наследено вашиот музички талент? Апсолутно. И двајцата. Имаат страшно чувство за музика, дали тоа ќе го сакаат понатаму и ќе го работат, ќе влезат во овие води, сами ќе се одлучат. Нема тука ни притисоци, ни желби, ниту проекции, нема потреба од тоа. Меѓутоа, мене ми е доволно дека сакаат музика, слушаат и препознаваат многу суштински нешта. Вера ви благодарам на одвоеното време и со нетрпение го чекаме концертот во петок. Благодарам на поканата. Уште еднаш ги поканувам сите гледачи, значи петок, 1 февруари, 20 часот. Ве чекам сите да се дружиме и ова е подарок за вас, ова е концерт за вас и едве чекам да видите што убаво сме ви подготвиле.